Ке воспоставиме целосен регистар и јавно ќе го објавиме вкупниот број на постојани и привремени вработени лица во јавниот сектор. Регистарот ќе биде јавно достапен и редовно ќе се ажурира. Граѓаните ќе имаат увид на сите вработени во јавната администрација, за секоја институција. Ова го пишува во планот за живот на СДСМ под точката Итни реформски приоритети на новата влада во првите 6 месеци. Денеска, речиси 8 месеци по доаѓањето на власт и преземањето на должност, телевизија Нова го праша министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски колкава е бројката на вработени во јавната администрација. Ова е прашањето за $1.000.000, нели, колку има сега? Не знам колку има сега. Меѓутоа, сите ќе знаеме заедно, согласно извештајот кој што законски треба да го дадеме во март за состојбата во претходната година. Работиме на тоа и ќе добие целата јавност релевантен извештај. Манчевски вели дека нема да има отпуштања во администрацијата и оти ќе се вработува согласно потребите. Според него, во јавниот сектор недостасуваат инженери, градежни инженери, архитекти и правници. Манчевски рече дека во администрацијата нема доволен број на високо квалификувани луѓе кои можат да ги преземат раководните места. Според него, министерството треба да го направи централниот регистар на население, но за тоа во овој момент нема капацитет. Ние како министерство треба да го имплементираме централниот електронски регистар на население. Тоа е огромен проект. Ние за тоа во овој момент немаме капацитет. Ние ќе мора итно во првите 6 месеци од следната година да вработуваме електроинженери. Така што прашањето дали ќе има вработувања, дали ќе има отпуштање, многу нема конкретен одговор. Јавната администрација години наназад е мета на остри критики од страна на Европската комисија поради својата гломазност и особено поради неефикасноста. Комисијата повеќе пати досега предупредуваше дека јавниот сектор, наместо како сервис на граѓаните, се користи како сфера за вработување на заслужни партиски активисти.